старт на подготовките, повторно со репрезентација, почнуваат тренинзите за Европското првенство. Каква е атмосферата, како сте задоволни од она што се случува веќе втор ден? Па добро, јас денес дојдов на ово ми беше прв тренинг. Атмосфера е како секогаш, значи ние секогаш имавме добра атмосфера. Се знаеме, веќе долго години играме заедно и сметам дека мора да почитуваме оно што тренер бара од нас и да градиме тактика од утакмица до утакмица, така да јас особено се надевам на добар резултат. Што е тоа добар резултат ќе видиме понатаму, како ќе одат работи. Има малку време односно тренери да почетат за подготовка до почеток Да. на првенството. Имаме група со две репрезентации кои што се од поранешна Југославија, селектори кои што се поранешни тренери на Вардар и поранешни селектори на Македонија кои што одлично ги познаваш. Да. Што може да очекуваме на тие две средби? Више мање секоја репрезентација има исти број денови за подготовки, значи 10-15 дена е максимално. Ево ние уште не сме комплетирани зашто Мирколовски има утакмица во Бундеслига. Значи тој ќе биде пример 8-9 дена во тренажниот процес, што сметам дека е мало, ама така се правили, за сите исто. Група е незгодна, значи Европско првенство е такво, сите репрезентации се јаки, јас не видим овој шампионат некои аутсайдери, нити пак гледам некои изразити фаворити. Сметам дека Словенија оно што направи на последно првенство беше вистински еден феноменален резултат. За мене особено беше изненадување, ако има добар тренер, добри играчи, ама пак да бидеш трети во свет, тоа е стварно исклучително добар резултат. Германија се враќа после неколку години лоши и сега пак најдоат пат до врв. Црна Гора е на репрезентација со која мислим дека мораме да победиме таа утакмица и да ја оствариме прва цела, тоа е пласман во наредна рунда. Сметам дека прва утакмица ќе биде за нас некој показател што ќе се случува на тој шампионат. Што може да очекуваме од ова првенство, бидејќи сите 16 репрезентации се квалитетни и секој надпревар ќе биде како дерби на шампионатот. Каде е настројот на оваа генерација на Македонија? Нови шампионат. Па тоа не можем да кажем. Стварно тоа е незахвално да се збори на таа тема кај е дострел. Значи читав некој интервју на Стоилов дека ние можеме секоја репрезентација да добиваме, можеме и сите три утакмици да изгубиме во група и во право е. Значи тоа е систем јас зборим така да пример еден дан може да ти биде феноменален и можеш да добиеш Германија, пример. Тоа е нешто што чувствуваш кога ќе станеш за утакмица и како ќе тргнат работите први 10-15 минути. Така да не можам да кажем кај е дострелна генерација, а овака генерално на шампионат стварно има сигурно 6-7 екстра квалитетни репрезентации, значи да не ги набројувам сега, ама прв фаворит ми е Хрватска, зашто од кога е држава, од 90, кога е повторна држава, од 95-та мислам прв пат играт самостални, значи ова е единствена шанса, прва шанса прават за да освојат Европско првенство. Играат дома, има добра група. Мислим да втор фаворит е според мене е Германија, трет фаворит Данска, Шпанија и така натака. Ама као првите два фаворити гледам Хрватска и Германија. Фала на вас.